Здраво бистови, како сте? Добро дојдовте во моето ново видео, односно Vlogmas ден број 6. Денешното видео е Q&A, односно прашање и одговори. Ви пишав на Instagram, исто да ми пишите прашање како и секогаш што правиме за Q&A. И вие ми пишавте негде околу 20 прашања имам овде пред мене. Пред да почнеме со видеова, вие можете да си ставите еден лайк, subscribe и да пишите во коментар како ви се свиѓа Vlogmasот до сега. Знам дека малку зезнав што закаснија едно или две видеа, ама од утре, точно, од ден 8, утре, денеска снимам за две видеа за вчера што требаше ден 6, ама од ден 8 се враќаме во нормала. И се надевам така ќе продолжам, освен ако не излезе некоја битна работа што не може да се одложи, то онда пак ќе морат негде да направам пауза, ама не ми се верува дека ќе правам паузи за скоро. Така да одиме нормално, како што реков. Ако ви ще ставите лайк и subscribe, можеме да се префрлиме на видеото. Ставите лайк и subscribe. Одиме. Прво прашање е колку години имаш? Мислам дека ова го имам одговорено во некој од претходните. Ако не, брат, имам 17 години. Во февруари, на 15 февруари полнам 18. Така да, више сум полнолетен тогаш. Мислам, порано знаеш, сакав као, викав од 24 ме пораснам да станам возрасен, ама сега малку ме плаши тоа што иде 18 години, мислам као... Али ајде, тоа е животот. Одиме на следно прашање. Ова е покана за 1 на 1 Brawl Stars. Брат, можете, кога сакаш, само после завршување на Vlogmasот. Од другата година, кога сакаш пиши, ќе снимаме Brawl Stars 1 на 1. Ако си спремен, и јас сум спремен. Мислам дека во Brawl Stars сум доста добар, ама со тебе немам играно до сега, не знам како ти играш. Да видиме, можда си подобар од мене, па ќе видиме. Реков после нова година, кога сакаш ќе играме. Ама сега Vlogmasов прво да го завршам. После нова година, кога сакаш можеме да го снимаме Brawl Stars 1 на 1. Следното прашање е: дали би снимал со фанови и дали би живеел во Прилеп? Поздрав до Херкулец. Поздрав, брату. Дали би живеел во Прилеп? Па, мислам, зошто да не, убав град е. Ама само тоа што е многу голем град, као не сум навикнат во голем град. Овде сите, кои што знаете, живеам во Македонски Брод. Тука мало градче, баш убаво, тука си сум навикнат. А Прилеп, као малку поголем град, а не викам ништо дека е лошо. Ама као не е као за мене Прилеп, али ако би останал некој време таму, сигурно би се навикнал. Инаку убав град е, би живеел можда. Инаку таму сум роден ја, во Прилеп, ама живеам во Македонски Брод. И дали би снимал со фанови? Првото прашање. Па брат, за да снимам со фанови треба да имам фанови како прво, а за сега немам фанови. Мислам, можда некој, ама немам толку, да речеме, голема публика за да имам фанови. Да речем 70-80% од тие што ме следите као ми сте другари, ме познавате од многу порано, не и не можам ниш да ги наречам фанови, као ама ако имат понатака би снимал, зашто не, ако сакат, кои сакат слободно. Следно прашање е дали ќе има хорор видео. Не знам, ќе видиме можда. Во Vlogmasов секако нема да имат. Можда во едни ќе направиме нешто, некој хорор. Ама со филмови, као да кажам ова филмов, Bloody Mary, беше као малку преголем чекор за мене. Си мислев дека можам, дека ќе успеам да го завршам до крај тоа. Ама, мислам ќе спотрудам, ќе го завршам до крај. Ама стварно многу глупо испадна. И плюс тоа што го работам само на телефон, го едитирам само на телефон. Пак тоа многу е потешко и не можам ништо големо да направам. Као некој нацртани нешто се буквално. Затоа баш глупо испадна тоа што го почне Bloody Mary. И знам дека е баш као детски да речам. Ама тоа е. Не требаше да го почнам, али ајде ќе го завршам до крај. А за хорор видео нешто како истражување нешто, не знам, ипак не знам, можно е нешто, ама нема толку да го терам на хорор. Тоа сигурно. Следно прашање. Кој мислиш дека ќе земи UEFA Шампион Лига? Валја тоа е UEFA Шампион Лига. Брат, не знам, не сум
ne го следам толку многу фудбал, не следам толку многу фудбал, али ако кажам кој би сакал да земи, тоа е нормално дека Барса, али не знам како оди тоа сега, не знам колку се. Мислам како се статистиките таму и не можам да кажам со ова што мислам кој ќе земи, али би сакал Барса да земи нормално. Следно прашање да одиме. Кој ти е омилен фудбалер, а кој голман? Омилен фудбалер Лионел Меси, а голман De Gea или Тер Штеген. Тие двајца се најдобри, мислам, според мене. Тие двајца мислам, или двајцата. И De Gea и Тер Штеген, можда Тер Штеген малку појќе, ама двајцата. Мада и Тер Штеген е на најпрво место, па втор да речеме De Gea. Тоа е. Следно прашање, како ти почна желбата за бранење? Брат, ни сам не знам, знаеш? Како почна? Ма као дете, кога сме играле фудбал, некојаш ваljda сум застанал нагол, као ај да пробам, или немале голман, можда и ме ставале дека мало и ја да им бранам. И можда тука сум сватил као, еј, па интересно ме биват, или као, не знам, на почеток бев доста слаб да речам, ај сега не сум нешто, ки знај што, ама на почеток бев многу послаб и од ова што сум сега, ама тогаш ми се створи као нека желба дека сакам да сум голман, или пак као немам никакви шанси со тоа да се занимавам као професионално, ама ако некој се отвори прилика, мислам зошто да не, ама тука почна желбата, као мал сум играл фудбал, сум бранил, понекогаш сум застанал нагол и така сум го засакал тоа да бидам голман. Одиме на следно. Кој ти е омилен јутубер во моментов? Император FX. Император FX ми е омилен јутубер. Дур беше GP тука. Да, и GP и Стефонатор. Ама сега Стефонатор некако многу се префрли на лајвови, на стримови, многу поретко имат видеа, така да повеќе го следам сега Император FX, ама и Стефонатор исто го следам. Ама сега омилен јутубер Император FX. За сега така мислам дека ќе останете. Дали мислиш дека ќе стигнеш до 10.000 сабскрајбери? Брат, 10.000 го гледам као нека многу далечна цифра за мене. Мислам, од 20 стигнавме 500 сабскрајбери. Мислам, ипак кратко време сум, иако каналов има сега полни 4 години, на 31 декември, баш на нова година основан, полни 4 години, ама активно снимам некои 4-5 месеци, така мислам. Од кога почнав активно да снимам има 4-5 месеци, така нешто. Ипак за тие 4-5 месеци, од 110 на 15 сабскрајбери, не знам колку бев, стигнавме на 553, мислам се сега. Ипак тоа не е мала цифра, ама ипак далеку се 10.000 сабскрајбери од мене. Али се надевам дека ќе стигнеме. Ако продолжите вако со поддршката, можеме да стигнеме. Ништо не е невозможно. Па да видиме, ајде. Ставите сабскрајб, поддржувајте ме вака, ја ќе продолжам да снимам и да пробаме да стигнеме. Ајде. Ново прашање, ова следно прашање, не ново прашање. Која ти е омилена игра на телефон? Знаеш, многу поретко играм игри сега, ама ако морам да изберам, Brawl Stars ми е најомилена. Едно време играв и Minecraft на телефон, ама сега некако као не ми е толку интересна таа, сега на Brawl Stars сум најмногу. Ако би фатил пример сега да играм игра, Brawl Stars би било таа. И порано таа си е сакав игра и као таа ми е омилена игра на телефон. Ево да не го толку влакувам многу прашањава. Следно прашање, која е твојата омилена песна? Анонимно. За сега омилена песна ми е песната Негде после 2 од Пајак. Таа ми е омилена песна. Иначе Пајак ми е омилен пејач, ако не знаевте. И таа ми е омилена песна за сега Негде после 2 Пајак. Пуштате ја на YouTube ако не сте слушнале предобре. Одиме на следно прашање. Кој ти е омилена кола и модел од неа? Брат, омилена кола, ако збориме за марка на кола, омилена марка ми е BMW, ама модел, ето толку не се разбирам во модели, не знам. Дај да кажам нешто, можда М5-ка,
Ако беше така тој модел. Јас не се ни разбирам толку во моделите, ама кога што ги гледам некојаш на слики, можда тој, ама битно BMW да е. Одиме на следна. И така, кој ќе купувам, пример, кола некојаш, нема ни да го видам ја моделот, нема да не ни знам како тоа да како кои модели постојат, какви модели имат. Само ќе речам BMW, дај ми тоа, купувам и толку. Ќе најдам да тогаш, ајде, имат време. Далеку сум ја од купување кола и немаме пари за кола тука. Дали ќе снимаш 60 предизвици во 24 сати? Брат, не е лоша идеја, знаеш? 6 предизвици во 24 сати. Ама да не се прамногу, брат. Ако мислиме на подолги некои предизвици, што треба подолго време да се завршат, во 24 сати 60 предизвици се многу. А ако се некои пократки може, да ќе пробам 60, 50 или можда 100 предизвици, ќе видиме. Можно е, добра идеја за видеотија, ама после нова година. За Влогмасов сум организиран, све ми е испланирано. За Влогмасов све е испланирано и продолжувам по планот како што ми е. После, од следната година, мислам од 2025 година одиме со уште појак видеа, така да затоа ставете лайк, ставете subscribe и тоа е, одиме јако во следната година. Следно прашање. Зошто започна со YouTube? Еве, интересно прашање. Па со YouTube, као што од мал, као што кажав кога ги гледав GP и Стефонатор и други јутубери, ама сум настинал. И кога ги гледав GP и Стефонатор, најмногу нив, и како тие која го добија play button-от, колку беа срекни за тоа, silver play button-от која го добија, и сватив дека и јас сакам еден ден да го добијам тој play button и фатив да снимам. На почеток не беше нешто баш сериозно, снимав само некои игри како ги играм. Не ни изборев на видео, име немаше ни мене, само играта, дури ни звук нема видеата. И така, само сними и објави го, без едитирање, без ништо. И го објавив, ама сега еве последниве 5 месеци, фатив вака активно да снимам и видов дека добро ми одит, ме поддржувате вие. И вака и ќе продолжам понатака. Ама ето тоа ми беше желбата да донесам уште еден play button во Македонија. Ама мислам дека од тоа сме многу далеку. Можда за некои 10 години ако ме поддржуваат, ама тешко и за 10 години дека ќе стигнеме. Али ја се снимам до крај на животот. Може така? Иако не ми оди YouTube-ов, покрај работа, ако работам нешто друго, би снимал уште и на YouTube. Следно прашање. Дали некогаш си помислил да се откажиш од снимање? Па брат, имало многу такви моменти. Као некои видеа не ми оделе или пак сум правил некои грешки во видеата, нешто. Каков и проблем да ми се појавил, одма во главата кога ми се вртит, брат, не сум за YouTube, си викам, мора да ја се откажам, ама после ќе се сетам дека имам, мислам, сите вие пријатели што сите ме поддржувате, ми кажувате дека сум добар и викам зошто нема. Еве, снимам, можам и да продолжам зошто. Една грешка не е ништо, бре, не е крај на светот, па ипак на крајот сите од грешките учиме. Една грешка, па за следен пат ќе научам таа грешка, нема се повтори. Али да, сум помислил да се откажам некогаш од снимање. И не само некогаш, многу пати ми се десило тоа да помислам да се откажам од снимање. Ама, како што гледате, уште сум тука. И мислам дека така ќе остане до крај на животот. Дали мислеш дека ќе успееш до крај да го завршиш влогмасот? Па брат, зашто не, ако добро се организирам, да, мислам дека да, ама ако не правам вакви пропусти како овие 2-3 дена што беа, без паузи, да. Иначе со идеите сум организиран, ги имам смислено сите идеи за сите дани од влогмасот, така да мислам дека ќе успеам. Следно видео. Дали имаш миланиче? И како се вика? Брат, имам 4 мачиња. Едно машко и 3 женски. Две од женските мачиња се мали, скоро се родија, пред 5-6 месеци, така, летото беше малку јуни, да, јуни. Во јуни ми се родија двете мали мачиња женските. Мајката нивна ја чувам и едно машко маче. Машкото се вика Лино, а женските, малите две, едното е Луна, Лола и мајката нивна е Лаки. Не знам зашто Лаки го дадов као женско име, али
A mislim дека тоа е како машко, на машко повеќе одговарат лаки, али ја го дадов како женско име на мачката. Страшно. Али тоа е, тие ми се моите личња 4 мачиња. Што би кажал на луѓе кои што сакаат да започнат со свој канал? Па брат, не губат ништо. Ако сакаат да почнат слободно, доволно едно телефонче, ја на телефон снимам, мада не морат никаква опрема. Телефон потпри го негде на маса или на нешто било што и снима, или пак вака оние влогојне, врати го држи телефонот, снимај брат, ништо не губиш. Кој има желба, слободно почни, нема да изгубиш ништо, само можеш да добиеш нешто барем као да го кажам, нема што да изгубиш, ништо не вложуваш тука многу, почнуваш со мала опрема, само телефон и доволно ти е телефон и еден YouTube акаунт. Објавуваш видеа и гледаш како ќе ти одит. Па ако не ти тргнат, не е крај на светот, ама може ти ќе ти тргнат. Затоа немој да се откажеш од таа желба, ако сакаш да снимаш слободно, почни го тоа. И фалат многу јутубери на Македонија. Колку повеќе јутубери, толку е подобро за YouTube Македонија. Мислам имаме моментално неколку активни јутубери. Еден од најдобрите е Лазаров исто, Стефонатор е тука, имаме уште некои јутубери, ама од македонскиве тие двајца ги следам. Ама имаме неколку активни јутубери. Али зошто да немаме повеќе јутубери? Секогаш колку повеќе е толку подобро. Така да ако имате желба, слободно снимајте. Која ја можам, сите можете. Ја вака што сум толку, да речиме, кога не знаев ништо, врска немам за јутубов. Немав, мислам, врска, до сега почнав по нешто да учам што како треба, ама кој ја можам, сите можете. Гледаш, и пак немам некои големи бројки, ама еве снимам. Се трудам, а сите можете. Чим ја можам, сите можете. Сите што сакате, мислам. Кој ти беше најголемиот предизвик досега како креатор? Кај што кажав, најголем предизвик ова филмот Bloody Mary. И тука мислам дека зезнав многу, не требаше ишни да го почнам тој. Пошто стварно глупо испадна, не е ништо професионално, а сакав, мислев као нешто добро ќе испадне, мислев дека е као професионален, ама баш има многу грешки и многу пропусти во филмот, што со работа може да се средат секако, ама не сум за таков филм, тоа беше многу голем чекор. Или исто и влогмасов е голем предизвик за мене, као секој ден ново видео, али влогмасот не е ништо као ова што беше Bloody Mary. Многу организација ми треба за тоа Bloody Mary и пак тешко е. Следно прашање од име. Кои се твоите идни планови за каналот? 100.000 сабскрајбери? Ајде вака, прво 10.000, па 50, 100, милион не е можно. 100.000 сабскрајбери ако стигнеме сум презадоволен. Ама тоа е негде во многу далечна идеја. Али тоа е. Идеја за каналот да продолжам и идни планови као за каналот да продолжам да снимам активно и да не се откажам. И нормално да стигнеме 100.000 сабскрајбери, да го донесиме тој уште еден плей батен во Македонија, више неколку се дојдени, да донесиме уште еден. Ајде. Тоа беше последно? Да. Тоа беше последно прашање луѓе и од ова Q&A, односно влогмас ден број 6. Ако ви се допадна, никако немојте да заборавите да ставите еден голем лайк. Ако не ви се допадна, ставете еден дислайк. Не заборавајте сабскрајбните на каналов. Одиме сега на 1000 сабскрајбери, 500 ги стигнавме сега на 1000 да стигнеме, ајде. Ај прво 600, па 700 по 100 откичаме. 600, 700, 800, 900, 1000. Ајде до 1000 сабскрајбери, можеме, мислам. Барем до крајот на 26 да стигнеме 1000 сабскрајбери. 26, 25 сме сега. Барем до 26 да стигнеме 1000 сабскрајбери. Мислам дека можеме за една година 1000 сабскрајбери, мислам уште 500 нови сабскрајбери за една година, мислам дека ќе можеме, а? Мислам дека не сме далеко од тоа, али ипак ако не се трудам немат ништо да добијам нормално, за тој што не се трудит немат ни успех. Али луѓе, ставите сабскрајб да пробаме. Фала ви што го гледавте ова видео, кај што рекав. Поздрав до вас, се најубаво. Се гледаме во наредно видео. Влогмас ден 7. Тоа е. Инаку денеска ги гледате двете видеа, пошто, кај што рекав, закатнив со видеата. А од ден 8 почнуваме нормално, ден по ден. И ако не направам пак некој пропуст, ама не ми се веруват, не би требало. Така да тоа е луѓе за видео. Поздрав! Чао!